Благодарам, господин Мисовски. Колеги пратеници, почитувана јавност, денес конечно ќе се избери и ќе се оформи сегашната Агенција за заштита на право за слободен пристап до информација од јавен карактер или до вчерашно Комисија за заштита на право на слободен пристап до јавен карактер. Зошто го велам конечно? Заради тоа што од 1.5.2018 година до 1. јануари 2019 година комисијата не можеше да функционира, бидејќи не беше во полн состав. Од февруари оваа година до ден денешен исто така комисијата или агенцијата не може да функционира, оти не е во полн состав. Или, преведено, година и пол дена, оваа комисија не може да функционира. Зошто? Заради тоа што парламентарното мнозинство не успеа, или уште подобро, не сакаше да ја комплетира составот на комисијата или сегашна агенција, за да истата не може да функционира. Просто и едноставно. Зошто да не може да функционира? За да не може граѓаните кај кого да се жалат. Или, уште поточно, да се жалат ако не добиле информација по закон кој што им следи од институциите за јавен информација од јавен карактер, да иако се жалат до оваа комисија, нема кој да ја разгледа жалбата. И вие нормално се борите за транспарентност. Вие имате Министерство за транспарентност. А основната алка, основната карика во цел овој процес, година и пол дена не ви е функционална. И вие сте транспарентни. Вие единствено што знаете да се чукате погради, да фрлате магла и да користите големи флоскули за транспарентност, за отчетност, за јавност. Да не продолжам во уште поголемите фрази: живот за сите, демократија, слобода за сите. Конечно дојде животот во ова наша држава. Најосновна комисија, година и пол дена не ви е функционална. И сега може да кажувате разни причини, разни зошто тоа не е направено, те крив му бил овај, крив му бил онај, па немало оглас, па имало оглас, па не се јавиле луѓе доволно, па не знам што не причина ќе измислите, за да фактот, пак ќе го повторам, година и пол дена оваа комисија не функционира. Која е таа транспарентност? Самата комисија во состав кој што беше, не можеше да носи одлуки, меѓутоа сепак достави извештај за работа за 2018 година, самата таа комисија кажа дека институциите, нормално веќе комисијата не може да функционира, институциите си се осеќаат лабаво и комотно. Во 2018 година 76% од институциите доставиле годишен извештај на оваа тема. За разлика од 2017 година, која институциите доставиле близу 95% од нив годишни извештаи на тема слободен пристап до информација од јавен карактер. Цел куп граѓани се јавуваат и прашуваат каде да се обратат. Целуваат до институции, бараат информација, институцијата не ги есапи за живи, се обраќаат до комисија, комисијата почекајте да се комплетираме, кога ќе се комплетираме, ќе решиме жалбата и се така си тера. Тоа е доказ за вашата ангажираност, доказ за вашите ветувања, безброј ветувања, кои што ги дававте пред да дојдете на власт, а кои што не ги исполнавте, барем 1/10 од нив да исполнавте. Конкретно, кога некако успеавте
да се договоривте или кога свативте дека ова е стварно ги преминува сите граници и дека кога мора да оформите комисијата да функционира, предлагате за директор партиска личност. На крајот на краиштата, јас неколку пати јам кажано, се трудиме да во државата воведиме право на еднаквост, се трудиме да сите граѓани бидат еднакви. Јас лично сум против тоа да, ако некој бил партиски активен, да не може да биде на функција. Сум против тоа. Бидејќи на крајот на краиштата граѓаните треба да ги гледаме како личности, како квалитети што имаат самите тие и да им дадеме шанса, можност да се докажат во својата работа. Пример го кажав на комисијата за политички систем, имавме пред него еден дискусија за еден закон. Пример, само што дојавте на власт, директор на Агенција за државни службеници, кладовте член на највисокото раководно тело на Социјалдемократскиот сојуз. Човекот си ја тера работата, искрено аз немам сличното никоја афера за него, веројатно си ја професионалец, си ја тера работата. И покрај тоа што бил член на највисокото тело на Социјалдемократскиот сојуз пред да стапи на таа функција. Меѓутоа, лицемерно е, колеги, да обвинувате дека некој ја партизирал државата, а вие, кога имате можност тоа да го промените, ево веќе 3 години имате таква можност, да континуирано си терате со истиот рецепт. Истиот рецепт. Не е ли се партизира државата? Ево, 3 години сте на власт, зошто не мените нешто? Зошто не предлагате луѓе кои што не ви се во највисоките партиски тела? Бидејќи госпоѓата Пламенка Бојчева би била член на Централна комисија партиска. Десна рака на градоначалникот на аеродром. Значи, имате можност поинаку да делувате, тоа не го правите. Тоа е доказ за лицемерието кое што го спроведувате. Тоа е доказ за неискреноста кога нешто говорите, неискреноста кога ветувате. Тоа е уште еден доказ дека сите ветувања кои што ги дававте порано, како опозиција тогашна, дека ви беа лицемерни, дека ви беа со пресметка, со задна мисла искажани, само да манипулирате со јавност, да стигнете до власт, па за после многу не се секирате. Како беше она говорка, да не гледај што правам, слушај што зборувам. Е тоа вие го правите. Затоа, колеги, пазете што ветувате, пазете што зборувате, бидејќи тркало е животот. Идат моменти кога ќе треба да си поплукате на тоа што го рековте, ќе треба да ја наведните глава и застрамени да си поќутите. Бидејќи предлогот за директор на оваа агенција ви е партиско решение. Благодарам.